Годинешните автомобилски Оскари се доделија во Ротердам. Во организација на најголемото европско жири Аутобест, свеченоста повторно ги собра видните личности од автомобилската бранша. На езерото Комо се одржа престижниот конкурс од Ди Елеганца. Електричниот погон се повеќе навлегува кај моторциклите, а на пазарот се појавуваат јубилејни и модели што го продолжуваат континуитетот во постоењето. Добре дојдовте во Автомагазин. Загревањето го започнуваме со вестите. Гумите без воздух, што Мишлен ги развива подолго време, се чекор поблиску до сериското производство. Гумарскиот гигант заедно со General Motors го вети тоа за идната година уште во 2019-та, но од тогаш ништо не слушнавме за нив. Сега пристигна кратка вест во која без оддавање никакви детали се наведува дека овие гуми се тестирани на полициски возила во една европска земја при брзина од 210 км на час. Со тоа е докажана нивната издржливост при евентуални брканици со криминалците, со посебен акцент дека се отпорни на куршуми и не можат да се продупчат. Од Мишлен очекуваат новите гуми да бидат корисни за употреба во автономните и возилата за заедничко користење. Сепак доста се воздржани околу најавите кога комерцијално ќе бидат достапни, кажувајќи единствено дека нивниот развој и понатаму трае. Студентскиот тим Екоранер од Технолошкиот универзитет во холандскиот Делфт го подготви својот 13-ти автомобил кој, како и претходните, како погонско гориво користи водород. Со овој проект, кој екзистира од 2005 година, младите ентузијасти сакаат да го насочат јавното мислење кон одржливите решенија за транспорт какви тие ги гледаат. Еволутивно унапреден од претходните модели, тој има подобра аеродинамика и зголемена робусност. Според нивната замисла, иднината ќе им припадне на малите и лесни автомобили кои ќе служат на заедничката мобилност. Франција реши да им дигне рачна на кинеските електрични автомобили. Со размислување, парите се наши и ќе ги даваме на кого сакаме, повеќе нема да се одобруваат државни субвенции за нив. Доколку се усвои предлогот, по 5000 евра ќе добиваат само возилата кои се направени со помош на енергија од обновливи извори, вклучувајќи ги и нивните батерии. На тој начин, во голема мерка се елиминирани поевтините кинески автомобили, чии производители не се многу загрижени за глобалната екологија. Оваа добросмислена мерка на протекционизам може да удри и по Тесла, кој веќе ги намали цените за да се квалификува за субвенциите, бидејќи условите уште предвидуваат автомобилите да не се поскапи од 47.000 евра. Но французите си фрлија свој камен по глава, бидејќи новите правила ќе ја исфрлат од игра и Dacia Spring, која освојува се поголем број купувачи.
Римац Невера уште еднаш ги докажа своите неверојатни способности. Во еден ден постави дури 23 рекорди потврдени од два различни и независни тимови за верификација. Возејќи на поранешната тест патека на Мерцедес во германскиот град Пепенбург, хрватскиот електричен суперавтомобил забрза од место до 400 км на час и запре од таа брзина за 29,93 секунди, што е за секунда и пол побрзо од времето на Кёнигсек Регера. Значењето на овој ултимативен тест е што со него се ставаат на испит забрзувањето, аеродинамиката, максималната брзина и моќта за сопирање. А сето тоа Невера успешно го помина. Како што се гледа од снимката, екстремното забрзување поминува сосема мирно, а при запирањето се забележува мала нестабилност на возилото кое сосема лесно се контролира. Сето ова е постигнато на пневматици за сообраќај на јавни патишта и на неподготвен асфалт. На задоволство на сите, освен што ги надмина и сопствените спецификации, Невера освои и уште една неофицијална титула за најмногу соборени рекорди во еден ден. Со многу возбуда и амбиции до вселената, италијанската компанија Lafitte Automobili, основана пред едва и еден месец, представи дури 5 концепти. Растегнати помеѓу купе, кросовер, преку суперавтомобили до футуристички студии, сите се електрични и ексклузивни како во поглед на тоа што ќе го нудат, така и според дизајнот кој е дело на компанијата Giugiaro. Ексклузивни ќе бидат и перформансите и цените кои далеку ќе надминуваат €1.000.000, а верувале или не, од компанијата веруваат дека првите примероци ќе бидат испорачани во март идната година. Зад неа стои тркачот Бруно Лафит, кој во изминатите 7-8 години беше инволвиран во две други фирми, една од Емиратите, а втората од Америка, кои со скапи и екзотични креации безуспешно се обидоа да го најдат своето место под сонцето. Кој знае, можеби ова ќе биде трета среќа. Metropolis, bрој 1 радиомрежа. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Во портфолиото на BMW веќе е запишан модел чија купе форма е надоградена со каравански заден дел.
Тоа се случи со Z3 купе, кој беше изведен од роудстерот Z3. За смотрата на езерото Комо, БМВ представи особено убава интерпретација на тема Shooting Brake. Оваа необична и отмена и привлечна студија е изведена од моделот Z4. Од друга страна, јапонските производители длабоко имаат навлезено во сите категории возила на американскиот пазар. Апсолутен владетел во класата средно големи пикапи веќе долг низ години е Toyota Tacoma. Сега, во својата четврта генерација, таа е подготвена да продолжи да ја пишува успешната приказна, чиј протагонист е веќе 3 децении. Непредизвикан со ништо, БМВ разви концепт каков што никој не очекуваше. Спротивно на се што во последните години видовме од баварската марка, тој се навраќа во поблиското минато, кога автомобилите не беа така футуристички. Веднаш се забележува сличноста со Z3 купе од пред четвртина век, кој заради својот необичен шутинг брейк заден дел кратко траеше. Но очигледно има стекнато своји следбеници. Неговата модерна изведба е базирана на новиот Z4, од кој ги има превземено целокупната механика и добар дел од изгледот, освен фиксниот метален покрив кој каравански се спушта наназад. Стилски доработените детали на каросеријата оддаваат почит на времињата кога автомобилите ги делевме на убави и не толку убави. Интериерот, превземен од серискиот модел, е облагороден со отменни превслеки од италијанска кожа, а целокупниот пакет заокружен со посебни торби за патување во истиот стил. Како и другите претходни концепти, и овој ќе остане само единствена креација без никакви планови за производство. Американскиот еквивалент на Hilux уште од својата прва генерација е развиван повеќе да биде возило за лична употреба отколку за работа. Продажбата континуирано расте и последните 5-6 години доста стабилно се движи околу 250.000 примероци, што е скоро тројно повеќе од најблискиот конкурент. Идната четврта генерација, поставена на нова шасија заедничка со Тундра, ке се нуди со 2 кабини, 3 мотори, 8 пакети опрема, погон само на задните или сите 4 тркала и уште многу други опции. Пократката кабина е наменета за оние на кои Такома ке им служи за работа. Место помошни седишта назад има простор за товар кој може да се заклучи. Во комбинација со двојната кабина со 4 седишта ке може да се добие со товарен сандак со 2 должини. За задвижување ке се користи нов 2,4 литерски турбобензинец. Основната верзија располага со 228 конски сили, а посилната со 270, односно 8 повеќе ако место со 6 степен мануелен е спарен со 8 степен автоматски менувач. Најмокната верзија пак, хибридизирана со електромотор сместен меѓу агрегатот и трансмисијата, добива уште 48 коњи и ги има вкупно 326. Механичките подобрувања не застануваат тука. На сите тркала се монтирани диск со пирачки, серво управувањето е електрично, а кај патнички ориентираните верзии ослонувањето назад е мултилинк со спирални пружини. Кога сето ова ќе се спакува во атрактивен дизајн и со богато опремен интериер, и тоа по цена која се движи околу $30.000, јасно е зошто Toyota Tacoma 2 децении е неспорен шампион во продажбата во својата класа. Катедралата Гроте Синт Лоренскерк е првата целосно камена градба во Ротердам и датира од 15-тиот век.
Тоа беше местото каде се собра автомобилскиот крем по 22 пат. Оскарите на автомобилската индустрија се усогласени со вредностите и мисијата на Аутобест како сигурен централен глас на европскиот потрошувач за автомобилската област. Како што доликува на најголемото европско жири Аутобест, 22-та гала вечер беше одржана во престижна локација и во присуство на годинешните лауреати. Традиционално на својата гала вечер Аутобест ги доделува и посебните признанија на компании, производи и персони кои со своето дело дале значителен придонес на автомобилската индустрија и се што е поврзано со неа. Овој пат тоа се случи во Ротердам. Галата ја отвори Дан Варди, председавач и еден од основачите на Аутобест. На гала вечерта беа доделени 9 признанија. Од нив ги издвојуваме EcoBest, кое му припадна на Hyundai Ioniq 6. Company Best е Dacia поради практичноста, прагматичните решенија во самите автомобили и цената која е добро избалансирана. Одличието го прими Завиер Мартине, подпредседателот на компанијата за маркетинг, продажба и операции. Системот Лидар од третата генерација со помош на лазер детектира евентуални пречки пред возилата и координира повеќе системи за асистенција на возачот, со што се избегнуваат несакани последици. Затоа одличието Safety Best му припадна на Валео, кој го прими творецот на Лидар Клемент Нувел. Да се биде во куќата на славните на Аутобест представува голема чест и привилегија. Жан-Пьер Плуе, главниот директор за дизајн на Stellantis, е одликуван со Design Best 2023, додека Артур Мартинс, кој важи за една од највлијателните личности во автомобилскиот бизнис, е Мен Best. Присуството на Луи Швајцер беше изненадување дури и за присутните од Рено. Зад неговото име стои консолидирањето на француската марка, на чие чело беше од 1992 до 2005. Во портфолиото на овој извонреден бизнисмен е запишано дека во својата кариера бил председател на AstraZeneca, директор на банката BNP Paribas, Electricité de France, Volvo, L'Oréal, како и подпредседател на надзорниот одбор на Philips Electronics. Ова се факти кои го оправдуваат приемот на Луи Швајцер во куќата на славните на Аутобест. Годинешното врвно признание Best Buy Car of Europe за 2023 му припадна на Рено Аустрал, кој собра вкупно 14.937 поени од 31 членото жири. Следната гала вечер на Аутобест ќе се одржи идната година во Луксембург. Зелените технологии започнаа да навлегуваат и кај моторциклите. Електричниот погон е интересен пред се за скутерите, а се појавуваат студии кои го аплицираат и водородот како алтернативно решение за градските двотркалци. Дали сте се запрашале што се содржат батериите за електричните возила? Можеби ќе ви изненадат податоците колкава количина скапи материјали се неопходни за нивната изработка. Амбициозната финска компанија Verge Motorcycles реши да тргне во освојувањето на светот со помош на Мика Хакинен. Освен името, двократниот Формула 1 шампион им го позајми и својот талент, помагајќи им во дизајнирањето на ова ремек дело на две тркала. Уникатен во својот свет, овој моторцикл има електромотор интегриран во задното тркало, чии 140 коњи ќе го забрзаат до 100 км на час за 2,5 секунди. Максималната брзина е ограничена на 200, а со едно полнење на батериите од 20 кВт може да помине 350 км.
Елеганцијата на агресивниот изглед е нагласена со деталите од јаглеродни влакна, површините обложени со керамика, коженото седиште и комплетно црното ослонување. Ке бидат направени 100 примероци кои накупувачите од избрани европски земји и од Соединетите Американски држави ке им бидат на располагање по цена од 80.000 евра. Иако е тешко да се поверува дека водородните технологии може да се сместат на две тркала, јапонската голема четворка реши заеднички да развива такви агрегати. Honda, Kawasaki, Suzuki и Yamaha, поддржани уште од Toyota, се договорија да започнат со заеднички проект кој на едно место ќе собере стручњаци од различни области што би работеле на иновативни решенија за користење на водородните агрегати во моторциклите. Новоформираната организација истакна 3 примарни области на кои ќе се фокусираат во истражувањето и развојот, при што на секоја компанија и се доделени специфични одговорности. Нивната поделба е конкретна и прецизна, што со оглед на упорноста на јапонците во воведувањето на нови технологии ветува практични резултати. Она што недостига засега се реповите кои тие би можеле да се очекуваат, што заради бледите стартни позиции е сосема разбирливо. Колку и некои производители да се обидуваат да најдат алтернатива за ретки материјали во батериите, тие и понатаму доминираат. Затоа и електричните возила се скапи, а нивното производство е еколошки дискутабилно. Според процените на аналитичарите, дури кон крајот на деценијата може да се очекува некакво реално подобрување во однос на сегашните позиции. Дотогаш во еден пакет батерии за просечен електричен автомобил ќе има 6 кг литиум, околу 8 кг кобалт и 29 кг никел. Се користат и уште 80 кг бакар и 30 кг графит, што посочува на неопходното усавршување на технологиите за рециклирање на батериите. Тоа во моментот го прават малку компании со високи трошоци, но ако растот на продажбата на електричните возила продолжи со очекуваното темпо, лесно може да се случи да дојде до недостаток на ретките метали. А тоа јасно како ден ќе ги поскапи батериите кои во моментот чинат нешто помалку од $140 за киловат час. Во ова време, кога кросоверите владеат на патиштата, Citroen носталгично не потсети на неговиот пластичен баги од 1968 година. Изведен од Диана 6, низиното високо ослонување и големите тркала му даваат подобри теренски својства отколку што денес имаат се присутните кросовери. Необичен и храбар се појави во моментите кога светот беше во хаос и представуваше пријатно средство за бегање од вознемирувачката реалност. Го носеше името на издржливите едногрби камели од Северна Африка, познати по тоа што се добри тркачи. Налик на ништо друго дотогаш видено, Citroen Mehari со своите особини веднаш ги освои авантуристичките духови. Изненади со одличното искористување на предностите на необичниот концепт на скромен и ефтин автомобил наменет не само за рекреација, туку и за работа. Отворената каросерија му беше направена од пластични модули кои му ја задржаа тежината на едва и 535 кг. Затоа и двоцилиндричниот мотор со само 29 конски сили му даваше доволна жилавост за да се справи со своите предизвици.
Стекнатата популарност не само помеѓу желните за забава придонесе Citroen да направи и негова 4x4 верзија која едноставно беше незапирлива и можеше да искачи на горници до 60%. За него се заинтересираа и оружените сили на повеќе земји, што беше една од причините неговото производство да се расшири низ целиот свет, од Франција преку Шпанија и Португалија до Иран, Аргентина и Уругвај. Издржа на пазарот 2 децении, за кои вкупно беа направени околу 150.000 примероци. Остана запаметен во автомобилската историја како вистински феномен кој никој друг не успеа да го повтори. Honda покажува дека напорно работи на своето ветување до 2030 година 2/3 од моделите да бидат потполно електрични. И New One е поставен на новата платформа за електрични возила и најавен е на глобалниот пазар за престојната есен. Ford ја представи и патничката турнео верзија на субкомпактниот Transit Courier, додека од таборот на Volkswagen доаѓа уште еден јубилеен модел. Исто како и неговиот постар брат Golf GTI, Polo има долга историја и голем број спортски претходници. Во 1998 година Polo првпат ги додаде иконските букви на своето име. Со препознатлив дизајн и најнова технологија, и New One ја следи развојната филозофија на Honda. Смела и софистицирана надворешна естетика е поддржана со целосно нов електричен идентитет за Honda. По вокација кросовер, ова е второ потполно електрично возило на компанијата што ќе биде присутно на пазарот. Почнувајќи од овој модел, сите батериски електрични возила на марката на поклопецот на багажникот наместо традиционалниот знак со буквата Х ќе имаат надпис Honda. И New One е изграден на новоразвиената EN Architecture F на Honda. Под подот се наоѓа литиум-ионска батерија со висок капацитет што испорачува домет од 412 км според WLTP и можност за брзо полнење што може да достигне од 10 до 80% за само 45 минути. Максималната моќност е 150 кW, 310 Нм вртежен момент, а склопот е дизајниран да обезбеди непречено и удобно забрзување и забавување. Паметното пакување на компонентите на електричниот погон гарантира дека и New One нуди извонреден внатрешен простор и удобност. Целосно новата централна конзола има едноставен распоред на лесно достапни копчиња, повеќе опции за складирање и бежично полнење. Пред возечот избегнате класичниот кластер со инструменти и заменете со екран од 15,1 инч. На централната конзола сместени се два екрани чувствителни на допир, па инфозабавниот систем обезбедува пристап до сеопфатен пакет на информации за забава и опции за возење. Целосно новото подвозје, развиено специјално за батериските електрични возила, обезбеди подобрена торзиона ригидност. Заедно со новата платформа и погонската група, тие се комбинираат за да понудат динамични перформанси, исклучителна удобност и префинетост што возачите всушност го очекуваат од Honda. На европскиот пазар Honda и New One би требало да дебитира во последниот квартал на годинава. Како што најави на почетокот на пролета, Ford ја представи и патничката турнео верзија на субкомпактниот Transit Courier. Со него компанијата значително ќе ги засили своите шанси во пазарната битка која во овој сегмент ја води со Stellantis. Во однос на доставната изведба, понудата на погонски опции е ограничена на еднолитарскиот турбобензинец со 125 конски сили и електричната верзија со 136 коњи која ќе пристигне до година.
За неа е значајно што има максимална брзина од 145 км на час и може да влече приколка тешка до 700 кг. Авангардниот изглед во целост ги раскинува врските со претходната генерација, со што се истакнува дека внатрешните пропорции се значително нараснати. Преклопливата задна клупа во сооднос 60:40 го зголемува просторот за багаж од 570 на максимални 2160 литри, ако се наполни до таванот. Дизајнерската разиграност на интериерот ја смирува дигиталната инструмент табла зад малиот управувач и 12-инчни големиот централен екран интегриран од страна до неа. Надворешноста естетски е дотерана во духот на активниот живот, како се очекува да го имаат неговите купувачи, а опременоста е сосема на ниво како и кај класичните патнички автомобили. Продажбата на конвенционалната верзија ќе стартува пред крајот на годинава, а цените ќе бидат познати летово. Volkswagen обележува четвртина век од Polo GTI со специјалниот јубилеен модел Polo GTI Edition 25, ограничен на 2500 примероци. Моќниот дволитарски TSI мотор со 207 конски сили и вртежен момент од 320 Нм го забрзува Polo GTI Edition 25 од 0 до 100 км на час за 6,5 секунди. Моделот е опремен со специјално калибрирана спортска суспензија, што го прави понизок за 15 мм и во комбинација со електронското блокирање на диференцијалот обезбедува одлична динамика, подобрена тракција и прецизно управување. Новиот специјален модел визуелно ја нагласува својата исклучителност. Polo има класичен декор за GTI изведба, како црвени клешти на сопирачките и ленти за украсување, дизајн со саќе на решетката на ладилникот и хромирани издувни цевки. На нив додадени се мноштво други ексклузивни карактеристики на опрема, вклучувајќи 18-инчни алуминиумски тркала во црна сјајна боја, црн покрив и црни надворешни ретровизори, а сето тоа помага да се создаде новиот спортски изглед. Внатрешноста е стандардно опремена со врвни спортски седишта преслечени со перфорирана црвено-црна кожа со штепувани GTI логоа и сјајна црна декоративна облога со црвени надписи GTI. Собствениците ќе бидат подсетени дека нивното возило е едно од ограничениот број со логото 1 од 2500 на облогата на прагот. Познато е дека Polo GTI Edition 25 ќе биде достапен за нарачка во Германија од 1 јуни по цена од 35.000 евра. Колку примероци ќе се најдат на други пазари не е дефинирано. Ви благодарам на вниманието. До следната сабота ви посакувам се најубаво. До гледање.